Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Пред нешто помалку од месец дена, општина Карбинци започна со работа на еден од најголемите капитални проекти, дел од предизборните ветувања на градоначалникот Виктор Паунов. Станува збор за реконструкција и доградба на подрачното основно училиште во село Таринци, старо повеќе од половина век, кое веќе подолго време е руинирано и со несоодветни услови. Проект вреден 15 милиони денари, од кои 11 се обезбедени од Министерството за локална самоуправа, а 4 милиони од општината, вели градоначалникот Паунов. Се работи за голем капитален проект кој што го работиме. Проектот е реконструкција и доградба на подрачното училиште овде во Таринци. Училиште кое што беше ветено од моја страна во програмата, но и проект кој што го бара и жителите овдека како приоритет за решавање на долгогодишниот проблем кој што старото училиште беше постаро од 5-6 децении и го памтиме како едно руинирано и со несоодветни услови. Единствено со подобрување на условите за живот и со подобрување на инфраструктурата може да се спречат младите да заминуваат од помалите општини, истакна градоначалникот Паунов. Така можеме да ја планираме иднината и да ги задржиме младите, да им понудиме услови како што доликува во едно модерно време во 21. век. Така да, ние продолжуваме понатаму. Детската градинка Кукичиња за кратко време ќе започне да се доградува. Обезбедивме финансии, обезбедивме проект со кој што ќе ја прошириме за плюс 50 дечиња. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, кој заедно со градоначалникот Паунов беше денес во увид на градежните активности во село Таринци. Го нагласи своето задоволство од работењето на општината. Тој додаде дека секогаш е чест и задоволство да се биде дел од нешто што се гради, а е во насока на подобрување на иднината на најмладите. Би рекол, помала општина кога станува збор бројот на жители, но навистина се прават исклучително големи работи кои што навистина многу значат за луѓето овдека и само така ги охрабрувам да продолжат затоа што на тој начин ќе ја вратиме довербата кај граѓаните. Мицкоски истакна дека се очекува училиштето да биде готово до почетокот на училишната година, односно до 1 септември, кога некаде околу 50 на ученици кои го посетуваат ово училиште ќе добијат сосема нова зграда со европски услови за учење и образување. Градежната офанзива во општина Карбинци продолжува, а според зборовите на градоначалникот Паунов, паралелно со оваа активност се работи на 3 спортски терени, односно на едно спортско игралиште и 2 помали детски игралишта, кои што се предмет на целосна реконструкција и обнова. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.